Од дамнешни времиња, многу пред интернетот и социјалните мрежи, луѓето смислувале разни начини за испраќање пораки и пошта. Едни испраќале писма преку пулови, други преку јајца од гулаб, трети пак преку Дедо Мраз. Сите овие начини биле функционални, се додека Централната градска пошта не доживеала колапс заради негрижата на луѓето. Само еден волшебник може да ја спаси поштата, но мора да помине обука на Академијата за кадети за поштенски питомци. Волшебникот е најден. Поточно, не најдоа. Пошчар Митревит. Јас сакам да бидам. Само ти можеш да бидеш. Единствено волшебник може да ја спаси цела зградата на Централната пошта, а за тоа да го направиш, ќе треба да влезеш во тајниот свет на пошчарите. Тоа беше отворено попат кој идов. Локу. Така, со здравија си јајте. Мало да седнам, нозе ми спокина. Че да појачаме. Огнус палитус. Мислиш можам јас тоа? Ти си избраниот. Само со магија може да се поправат глупостиве на луѓево. Ај попат се ќе ти кажам. Сите питомци за поштари треба да имаат булови и метли. Само така ќе можам да се инфилтрирам на тајната задача. Како тоа ќе помогне? Имам тајн план. Значи, смислувам нови начини за размена на пошта и ја спасувам главната пошта од целосно рушење. Така? Мораш. Целата пошта е во хаос. Потчуј ме, Стевче. Ова е тајниот свет на поштарите. Вау! Јас ќе ти бидам твој водач и твој советник. Овде ќе најме се што ни треба за да се вклопиш. Одбери си буф некој. Мивај шубафе. Или овај. Или лилјак. Ама бъде стрезо. Кај е зградата што треба да ја спасам? Ереа. Централната градска пошта, која Европа Ностра ја стави на листата на загрозено европско културно наследство. Кај се бе овие двајца? Заглавени во нивниот свет. А ние во нашиот. Еве, пошта е едно од 7 загрозени културни наследства на Европа. Европа Ностра вели така, а Стрезо и Стефан ги нема нигде. Чека, не знаат тие каде е пошта. Еве им едно видео со локација за да видат каде се наоѓа пошта и дечкова супер збори. Антонио Груевски, архитект. Победник на конкурсот Скопје на новата генерација на EU House. Може би тоа ќе им биде добра насока.
Во зградата на пошта, архитектот Антонио Груевски влезе повторно. Овој пат како победник на конкурсот Скопје на новата генерација, на EU House, каде може да си го погледне својот проект. И на влезот го пресретна истото чувство во шалтер салата. Исто е констатацијата дека е доста монументално и доста пријатно кога ќе се влезе во овој простор. За жал е оваква состојба каква е. Значи 10 години се поминати од пожарот и се уште не е заграден просторот. Секоја да капка дожд е минус 1 евро во нашиот буџет. Треба што побрзо да се затвори кровот и да се пристапи кон процесот на обнова ново монументално дело. Телекомуникацијскиот центар е дело на архитектот Јанко Константинов, а пак муралите беа на Борко Лазески. Овој објект настрада во пожар во 2013 година и од тогаш сведочи за она што можевме, а сега не сме. Е едно од најбитните, можеби и најбитно дело у постземјотрес на Скопје, затоа што е изработено најпрво со многу љубов од страна на авторот и секако, за жал, муралите што се изгорени се исто така изработени со една многу добра идеја и визија. За жал, тоа е све изгубено, но не за секогаш, може да се обнови. Значи, само битно е да се вклучат правилните луѓе и правилните експерти за процесот да започне. Пошта во моментов има статус на една од 7 загрозени културни споменици во Европа, според извештајот на Европа Ностра и Институтот на Европската инвестицијска банка. Во него се бара итна рехабилитација на објектот, кој е символ на отпорноста и реконструкцијата на Скопје по земјотресот од 63-та. Сите ги подсетуваат функционерите и политичарите нон-стоп дека овој објект е многу важен не само за Македонија, туку и за цела Европа. Че ова е предобар пример на бруталистичката архитектура во прав правец како се работи. Моje мислење е дека треба што побрзо да се почне со обновата. При самата обнова мора да се вклучат и младите архитекти, студенти, затоа што искуството кое ќе се добие при заштита на овој објект ќе важи и за следните објекти кои треба да се заштитат од модернистичката ера на Македонија. Надежта за животот на пошта, како и на целата модерна архитектура на Скопје е кај младите. Нивните визии нека го вратат сјајот на градот, некогашен символ на светската солидарност. Ана, и што значи поштата во скопски контекст, а што значи во поширок контекст? Нашата пошта, сместена Ќернава. Кога зборуваме за пошта, зборуваме за комплекс кој што е сочинат од 3 згради. Ние сме во моментот во шалтер салата на телекомуникацијскиот центар. Инаку телекомуникацијскиот центар оригинално е замислен како композиција која што е сочината од телекомуникацијска кула и блок, тоа е објектот кој што се наоѓа надвор, шалтерска сала, тоа е просторот во кој што стоиме, и еден објект кој што е замислен како објект за администрацијата, меѓутоа никогаш не е реализиран според концептот на Јанко Константинов. Сега, ако се обидеме да кажеме
колку е значајна и зошто е значајна. Едно е значењето на самата шалтер сала како зграда, друго е значењето на телекомуникацијскиот комплекс како целина архитектонско-урбанистичка и јас секогаш сакам да го гледам и малце пошироко, а тоа е во контекст на поземјотресната обнова на Скопје, заради тоа што и тука би тргнала од најшироката слика. Поземјотресната обнова на Скопје представува веројатно најзначајниот архитектонски сегмент од нашата понова архитектонска историја. Заради тоа што во град кој што е уништен преку 70%, точната бројка варира од разни извори, меѓутоа помеѓу 70 и 80%, јасно е дека испоред обемот, испоред значењето, тоа е слој кој што доминира и кој што ја формира архитектонската слика на градот. Сега во рамките на тој обемен слој, по кој што Скопје е и локално помалку, меѓутоа меѓународно препознатлива, ова архитектонско-урбанистичка целина е од големо значење и тоа значење би рекла дека треба ние локално да го препознаеме, прво да го препознаеме, потоа да го вреднуваме и соодветно да постапиме со него, односно да го заштитиме, да делуваме врз него со цел да го сочуваме, бидејќи гледаме дека тоа се наоѓа во една денастажна состојба. Во однос на меѓународното значење би рекла дека не треба да се оптеретуваме толку со тоа колку значи шалтер салата меѓународно, туку повеќе дека таа е меѓународно препознаена. Ова го кажувам од позиција на некој кој што долго време ја истражува оваа архитектура, ја презентира и локално и меѓународно, така да во меѓународната архитектонска не сцена, туку меѓу луѓето кои што се занимаваат со архитектурата на 20-тиот век, модерната, доцна модерната архитектура, поземјутресниот слој на Скопје е препознаен и вреднуван и тука нема дилема дека станува збор за вредно архитектонско наследство. Добро, но што е дава таа уникатност која што ја поседува пошта? Во случајот на поштата, веројатно тоа е врзано со авторството, со авторскиот јазик на Јанко Константинов, со начинот, тоа е една специфична личност која што во доцните 50 години, да речеме, тоа не е сосема типично и за Македонија и за поширокиот контекст на поранешна Југославија, кога архитектите главно делуваат локално. Тој е еден од архитектите од Скопје кој што успева да отида и да работи надвор. Исто така е човек кој што силно соработува со домашната ликовна сцена, така што создава еден многу специфичен архитектонски јазик кој што излегува вон она основно обезбедување на функционалните потреби, решавање на програма. Туку има една силна експресивност во неговиот израз, има една силна скулптуралност која што веројатно во објектот на шалтер салата е доведена до екстрем. И ја споменавте неговата тесна соработка со уметничката сцена која што постои во тој период во земјава. Да, и во шалтер салата се наоѓаат големите мурали токму на овие кругови на Борко Лазевски. Имате информации во однос на нивната соработка, можеби некои анекдоти кои што се развивале во тој процес на создавање на нова пошта? Оно што се знае, што е пошироко познато е тоа дека Јанко Константинов е еден од членовите на групата Денес. Тоа е група формирана во 53-та година, значи точно пред 70 години, и во која што членуваат многу значајни имиња на македонската уметничка сцена, како што е Борко Лазевски, меѓутоа како што е Љубомир Белогаски, понатака Јордан Грабул, од архитектите покрај Јанко Константинов, Славко Брезовски, Ристо Шекерински и така натаму, и тие се залагаат во тоа делување во рамките на групата за современа архитектура и уметност, се залагаат за современо представување на уметноста, значи еден исчекор во начинот како се презентира уметноста, меѓутоа исто што нешто што е мощно значајно, а тоа е за интеграција на сите ликовни уметности. И тие тука во ликовни уметности ја вбројуваат и архитектурата, значи едно целовито дело во кое што ќе бидат интегрирани и сликарството, и скулптурата, и архитектурата, ќе се гледаат, ќе се доживуваат како единство. Инаку интересно е присуството на Борко Лазевски тука во овој објект. Тоа е македонски автор кој што специализирал во Париз токму на темата на големо форматни дела, значи дела кои што се наменети да функционираат во јавен простор, како што се фреските, како што се мозаиците, како што е витражот, и така и во ова
овој објект, веројатно на покана во соработка со Јанко Константинов, тој има изработено 5 кубистички фрески, кои што се од голем формат, и тука има една идеја за демократичност на уметноста, односно за уметност која што е достапна за сите, бидејќи станува збор за јавен простор кој што го користат граѓаните на Скопје. Тоа е една отворена, да речам, галерија во која што сите кои што доаѓаат од разни причини, по разни потреби во шалтарската сала, можат да видат таа уметност на Борко Лазарски, односно можат да ја видат пред опожарувањето. И да, пожарот кој што се случи во 2013 година ја доведе нова пошта во ваква состојба каква што е, и муралите на Борко Лазарски се уништени до крај, така што објектот е целосно загрозен и со во таква состојба е броен меѓу едно од загрозените европски културни наследства, позиција која што од една страна е фактичка, а од друга страна ни дозволува можност да го ревитализираме објектот во форма во која што беше. А тоа значи дека објектот не само од пожар, туку и од остатата архитектура во моментов е и загрозен. Да, дека е загрозено наследство, апсолутно е загрозено наследство. Тоа што Европа го препозна може да ни помогне во насока да самите ние станеме свесни, бидејќи ова е состојба која што трае 10 години. Пожарот се случи пред 10 години и 10 години објектот е отворен, внатре врна е. Сега во моментот не е толку загрозен од пожарот што се случил, колку од прокиснување на плочата која што нели е изложена и понатамошни оштетувања кои што час поскоро треба да се спречат. Значи првиот чекор би требало да биде да се покрие зградата со цел да се спречат сите понатамошни оштетувања, а потоа да се делува во внатрешноста. Концепцијата на просторот е нарушена и со додавањето на катната гаража во просторот кој што е помеѓу шалтарската сала, односно се наоѓа директно пред влезот, така да влезот, оригиналниот влез во шалтарската сала е комплетно девалвиран сега. Тој простор во проектот на Јанко Константинов и постојат цртажи за тоа, и покрај тоа што никогаш не се искористил на тој начин, никогаш не се уредил на тој начин, меѓутоа е замислен како јавен простор кој што ја следи онаа идеја дека целиот кеј на градот треба да биде од јавен карактер и дека треба да биде наменет пред се за граѓаните на Скопје. Така што не е само оваа зграда настрадана, а да не шириме понатаму дека и други згради од поземјотресната обнова на Скопје не претрпеле такви радикални штети како шалтарската сала, меѓутоа се наоѓаат во многу незавидна состојба. И нас ни за жал едно песимистичко сценарио е дека ќе изгубиме еден поширок фонд на згради заради нашата негрижа или ненавремена грижа. Како сега пошта да ја вратиме повторно во градското ткиво? Кои се препораките кои што може вие да ќе дадете за да може да го заштитиме моменталниот култура која што постои од некако зграда и повторно да ја ставиме во функција? И каков објект? Поштанските згради, не само ова, во светот генерално, тие се проектирани за една технологија. Таа технологија е надмината. Ние денеска на сосем опинаков начин ги користиме телефоните, испраќаме пораки и писма и така натаму. И во одреден степен, не комплетно, меѓутоа во одреден степен е надмината и она што го нарекуваат обсолит. Не можеме да ја вратиме таква, бесмислено би било да ја вратиме таква каква што било. Што значи дека треба за овој простор кој што има архитектонски вредности кои што се за мене катедрални, значи тоа е осветлен зенитално, е голем во својот волумен и површина и така натаму, треба да се смисли соодветна намена која што ќе биде јавна и која што ќе биде намената за градот. И сега треба да престане да продолжи да се оштетува, а потоа следи еден процес кој што може да биде, треба да сме подготвени дека може да биде и долг процес, ако сакаме да стигнеме до резултат кој што ќе биде квалитетен. Меѓутоа има нешто кое што е значајно па сега, дека тој процес е пилот проект. Ние досега не сме се бавеле со заштита на објекти од модерната, така да навистина можеме да создадеме една добра пракса која што понатаму може да се делува и на други објекти кои што се оштетени, кои што се во лоша состојба и така натаму, имајќи ги предвид поуките од оваа зграда. Ајде така со надеж да го затвориме муабетот. Дека следниот муабет ќе биде токму на отворање на овој објект, ама да биде поскоро, да не биде за 10 години од сега. Добро, така го затвориме со надеж. Ти благодарам многу за разговор.
брзо. Морам да му кажам на Батестрезо што сум смислил. Батестрезо, да видиш... Немам време се, ако не си смислил нов начин за испраќање пораки, чао. Смислив гулабо змеј. Да? Ај влези. Сакаа да ми го украдат. Да го прикажат како своја идеја и да си ги земат парите за реновирање на поштата. Никако, парите си се за реновирање. Така беше, нели? Ај сега да провериме дали функционират гулабо змејот. Ако функционират, јас и ти ќе биме ерои. Нашите имиња ќе ставиме горе на поштата. Батестрезо, а шо ако ова не успее, а? Тогаш ќе бараме друго чаре. Не прифаќаме пораз. Убајна. Браво, Стевче. Ево е навистина нов пристап за пушење пораки. Здраво, Инстафейс. Си клал фајарвол, море. Знаеш не кажа ли? Ова е еден од просторите во Нова пошта каде што се играше Драга Република, перформансот по повод 30 години независна Македонија, кој што во суштина е дел од проектот Градот како сцена. Зошто пошта ви дојде на ред да ја искористите како сцена за она што го работите? Па некако и одамна го мислевме како проект. Уствари пошта беше трета зграда, трета представа за зграда, после железничка зграда и после универзална сала. И некако као природно да дојде пошта, од повеќе аспекти, од значење архитектонско, како објект, состојбата во која се наоѓа веќе подолго време, и некако доста инспиративно ни беше. Го мислевме како објект и на ниво на репрезентативност се поклопи моментот во рамки на прославата на 30 години за независност. И така, малци си игравме и со намената, тоа беше наслов Драга Република. Напишавме писмо за Републиката во самиот објект. Значи, пошта беше еден од ликовите во самата представа. И го искористите целиот објект за да може да ја одиграте представата. Не само одредени сегменти од објектот. Да, тоа ни на некој начин и методата на работа која работиме представи, перформанси за згради. Еден дел, поголемиот дел е посветен на истражувањето за самиот објект, историјата на објектот, а другиот аспект е просторот. Значи, просторот е лик на некој начин, кој што го гради мизан сценот во самата представа и на тој начин преку изведба го оживуваме целиот простор. Даваме некоја содржина кој што го прави жив просторот. Нешто што е дел од некоја неофицијална историја. И во таа смисла, во перформансот сама Драга Република, буквално, не знам колку, скоро сите простори ги на некој начин ги оживеавме со изведбата. Почнувајќи од паркингот, преку фасадата до шалтер салата. Размислувавме да одиме и во минус ниво, долу. Исто им интересен, понатаму работевме некои работилници со студенти од ФДУ. Кровот е многу интересен, но во Драга Република игравме баш го живеавме секој аспект од просторот. И каков лик е Нова пошта? Какви карактеристики има? Што се ли ви понуди во контекст на представата, но и генерално како лик со кој што се дружевте тој период? Фасцинантен објект, мислам и толку е доминантен, имавме доста дилеми како да му пристапиме, веќе сите објекти претходни кои ги работевме, железничка зграда е еден тип на објект, и архитектонски и како намена, социјално луѓе живеат таму. Универзална сала напуштен објект, руина, а пошта е предоминантен. Мислам, кога ќе видите шалтер салата и тие изгорени фрески, прашањето е како да парираме на тоа. Долго време размислувавме со тимот.
една од главните одлуки беше дека нема да има говорење. И кога се бавиме со толку силна тема, вечниот фашизам, се потпревме на тие тези за фашизмот на Умберто Еко, мислевме дека уште една причина беше тоа дека нема што да се каже, него во тишина ќе ја наполниме со содржина објектот. Така што таков лик беше, силен, моќен и тоа на некој начин доста го одреди самиот перформанс. Направивме некои мали интервенции просторни. Во шалтер салата интервениравме се на голема ротациона маса, као некоја символика и за општеството кој што се движи и масата на која што се на крај треба се договориме како ќе го водиме во општество и така натаму. Иако си се бавиш со театар, во суштина ти си архитекта кој што се работи на полето и ги спојува на некој начин театарот и архитектурата, кога би имал пред себе таков предизвик, за што ќе се одлучиш првенствено? Што да стане овој објект? Па мислам дека комотно може да стане некој простор за интердисциплинарни уметности, меѓу театар, визуелна уметност, архитектура. Мислам дека просторно го има тој капацитет. И проектирање на тој начин, влез, добар репрезентативен влез. Така што јас со фокус на современа култура, современа уметност. Да имаме договор во реконструиран објект и ја гледаме Драга Република. Ние сме спремни. Глумци, актери, сценографија. Сценографијата веќе е тука, само мала интервенција треба на неа. Да, мали тачови. Фала ти многу, Филип. Фала ти. Љубопитни деца шетаат низ Скопје и се запознаваат со објектите кои се дел од архитектурата на градот. Шараат со погледите во рамки на работилниците. Истражуваме архитектура на Сдруженијето Урбс Култура. Во недостаток на образование за архитектура во формалното образование, решивме да направиме ваков тип на работилници за архитектура, со кој што не е целта ние да образуваме идни архитекти, туку баш напротив, сите децата што од мали ноза да ги научиме што е тоа архитектура, некаква визуелна естетика да имаат, основни елементи на архитектурата, покрај тоа што секоја работилница со секоја работилница развиваме некои практични вештини кои што се надополнување на она што го учат во школа и што го гледаат секојдневно. Работилниците опфаќаат тура по градот со 9 објекти од различен временски период, а тие се дел од архитектонското наследство. Музеот на Холокаустот, тврдината Кале, Ристикевата палата, ГТЦ и МНТ, потоа Филхармонија, Даут Пашин Амам, Ману и Пошта. Досега поминале 350 деца, а ова е нивната најнова работилница, која што е целосно посветена на Пошта. Од кога ги разгледаа остатоците во шалтер салата, по пожарот кој што се случи во 2013 година, тие живописно ја добија целата приказна. Приказната за Пошта ја развиваме и ја објаснуваме на еден начин кој што тие може да го разберат. Секако го спомнуваме архитектот, спомнуваме некои основни поими и нешто што ќе им остане, како на пример осветлувањето дека е во форма на сонце и така натаму. Тука сакаме да им отвориме на друга страна дека дури и просторите кои што се девастирани, како што е овој бидејќи имало пожар, може да добијат некој нов лик. Значи тие би имале слобода да направат што сакаат во Пошта и односно пак повторно да се во улога на архитекти, но сега внатре, значи да создаваат интериер, да речам, наспроти претходната работилница каде што твореа на некои јавни простори, односно некако справеа паркови и најразлични други работи. Во шалтер салата на Пошта ја наредија сложувалката со сите значајни објекти на градот. И си потврдија дека токму на работилницата научија да читаат мапа и да се ориентираат во простор, но научија и што е
културно-градителско наследство. Сметаме дека деца кои што од мален ноза ќе бидат едуцирани за квалитетот на архитектурата, за тоа што е добро архитектонско дело, што не е, дека во иднина ќе имат друг однос кон градителското наследство и ќе го чуваат и ќе го негуваат и ќе го развиваат соодветно. Во моментов пошта е едно од 7 загрозени културни наследства на Европа. Тоа го научија и дечките на оваа работилница. Стефче, ти честитам, дипломираше. Мисијата е успешна. Нема никој да запорамате стрезо. Оди сега, спаси и возојте. Тие се наред. Така? Повози се мало и ќе видиш дали сум во право. Ке патувам и на сите ќе раскажам колку малку треба за да се спаси културното наследство. Така е. Со поддршка од вистински луѓе чуда се дешават. Ајој си се. Мисијата е успешна. Одиме понатаму.